60 ученици од карбинско радање од денеска ќе учат во реновирани простории. По безмалку 100 години обновено е подрачното училиште на основното училиште Страшо Пинџур. После би рекол речиси еден век старо училиште или стара училишна зграда, како што беше ова во селото Радање, добиваме еден нов модерен објект кој што е целосна инвестиција на општина Карбинци во вредност од 9 милиони денари. Проект кој што го најавувавме извесно време, успеавме да обезбедиме целосна проектна техничка документација и целосно финансирање кој што го е на терет, односно на буџетот на општина Карбинци. Што ова значи за вработените од оваа основна образовна институција? Нема поубав момент од овој, гледајќи ги срекните лица пред се на учениците и на вработените. Знаеме во какви услови претходно работеа и твореа. Сега се создадени едни модерни, современи услови во кои ќе постигнуваат уште поголеми резултати и успеси. Учениците не го сокриваат задоволството што второто полугодие го стартуваа во новообновени училници. Јас сум многу среќен што ќе учам во моето ново училиште. И многу сум среќна што се направи училиштето и многу е убаво. Обновата на ова подрачно училиште е дел од големиот општински проект за подобрување на условите за непречен образовен процес со реконструкција на училишните згради. Парналија е едно од училиштата кое што во овој мандат треба да добие одредена реконструкција, не целосна, меѓутоа одредена затоа што така налага самиот објект. Исто така подрачното училиште во село Долни Балван е веќе предмет на изработка на техничка документација, проект кој што ќе значи исто одредена реконструкција на дел на кровот и на објектот, така што имаме веќе работиме и на следни активности поврзани токму со училиштето, со образованието. Освен училиштата кои ќе добијат нов современ изглед, се реконструираат и училишните спортски сали, како што е салата во рамките на централната зграда на Страшо Пинџур, чија реконструкција е во тек.